Сигурно сите од вас сте запознаени со моментите во животот кога не знаете што да правите самите со себе. Со часови гледате во плафонот и се обидувате да смислите или да радите нешто што ќе ве забавува. Па дури и таа забава да трае само неколку минути. Издвоив неколку безсмислени работи кои можете да пробате поточно да ги направите, за да се забавувате и потрошите малку време. И пред да започнам со видео, би ве замолил да се претплатите на каналот, поточно да го стиснете црвеното копче на кое пишува subscribe, поточно претплати се, бидејќи ни недостигаат уште многу малку претплатника до 100 претплатници, така да брзо претплатете се. А сега продолжувам. Некои работи од ова ги имам пробано и јас и можам да ви кажам дека делуваат. Барем неколку минути. Првата работа е, вдишате длабоко и пробувајте да произведете некој звук колку што е можно подолго. Добро, доста е. Повторувајте некој збор се додека зборот не изгуби смислата. Млеко. 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 Млеко, да? Млеко. 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 Вртете се во круг се додека не ви се заврти во главата. Пробајте да балансирате моливно носот. Придете на некоја личност на улица и прашајте ја. Се сеќаваш на мене? Извини, стварно. Извини, навистина сум се препознал. Извини. Се извинувам длабоко се извинувам. Извини. Не беше намерно, се извинувам. Ама, ти се молам, извини. Се извинувам. Продолжите да се извинувате се додека да го изнервирате, се додека да изнервирате личноста. А потоа почнете да се извинувате затоа што сте го изнервирале, бидејќи сте се извинувале. Сечете ногти, но зашто да не? Завртете на некого и кажете им: го сокрив телото. Што сега? Пробајте да ја кажете буквата М без да ги допрете усните. Добро, не може, окей? Пробајте да измислите нов збор и дефиниција за него, но исто така потрудете се зборот да биде колку што е можно поубав. Напишете песна. Еве, да ви помогна малку, колку да ви дадам пример. Хаику. Надвор е ладно. Куќето спие, мене ми се мочи. Спијте. Или пак, едноставно, гледајте го циклонот. Всушност, тоа баш и нема да ја подобри ситуацијата. Но барем ќе потрошите неколку минути од вашиот живот. И тоа е нешто, зарем не? И еве на крајот. Ви благодарам што гледавте видеото, се надевам дека ви се допадна. Доколку ви се допадна, оставете лайк и претплатете се на каналот, бидејќи ни достигаат уште многу малку до тие 100 претплатника, мислам да правите 100 претплатника, потоа има да летам на оваа буквалка. Така.
Ние се гледаме следниот пат, а до тогаш. Лезија?